Вештачката интелигенција е несомнено една од најчестите тематики во научно-фантастичните филмови. Помислата дека машина може да покажува исто ниво на познавање и осетливост како човекот ги фасцинирало умовите на режисерите со декади наназад. Овој атрактивен поджанр на научна фантастика има доживеано голем опсег на представување на малите и големите екрани. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Turn the other cheek. Но фикцијата има навика да романтизира некои аспекти како што се честото вметнување на хуманоидни роботи. Градење на робот во потрага по вештачка интелигенција како да изградите шасија на автомобил пред откривањето на внатрешниот мотор за осигурување. Но предпоставам дека антропоморфизмот е полесен начин за представување колку очекувањето дека публиката ќе знае да разбере неколку реда на компјутерски кодови. Во последната деценија неколку познати интелектуалци како Илон Маск, Сем Херис, Стивен Хокинг и Ник Бостром изразија искрена загриженост за подвигот на вештачката интелигенција. Бидејќи брилјантни умови ширум светот се надпреварува да ја проуча милионски години старата човечка еволуција која резултирала со човечки мозок. И додека многу експерти не се сомневаат дека компјутерот може да достигне исто ниво на напредна интелигентност слична со нашата, многу други истакнуваат дека тоа е невозможност. А можеби така и е. Можеби нашето разумно битие е толку невозможно комплексно на таков начин што ние не би можеле да го пренесеме она што природата го направила врз нас. Но за волја на следниот аргумент, ајде да претпоставиме дека е возможно. Тогаш што би се случило ако машините станат покомпетентни од нас во извршување било каков физички напор? Ако вештачката интелигенција стане помоќна во секоја смисла на зборот, тогаш каква функција или цел ќе преостане за нас? Во денешницата употребата на вештачка интелигенција е толку широко застапена и непотребно пласирана што нејзините приматели се вчудо невидени не само од уникатноста, туку и од креативноста на поедини елементи. Текстови на Инстаграм, интернет мемови, кратки видеа на YouTube, па дури и цели симулации каде што одреден дел од публиката не успева да разликува помеѓу реалност и фикција. Да се навратиме на суштината и да представиме еден интересен пример. Човеково бебе. Бебето не разбира скоро ништо. Тие се изразуваат преку инстинкти и нерационални потези. Но и нивниот мозок мора да прави нешто, нели? Епа вака, во поголемиот дел мозокот на бебињата е во потрага по логика, систематски обид да се разпознаат чести активности со цел да се разберат действивата кои се случуваат околу бебето. Обоени играчки значат забава, зеленчук па и не баш. Ако тато и мама можат да зборуваат, тогаш можам и јас. Ако тие одат на две нозе, може би јас ќе одам. Неколку години користење на овој спознавачки процес и тие ќе почнат да се движат од вака до вака. Се на се вака изгледа и процесот на учење кај машините. Креирате едноставен математички модел на мозокот и му вметнувате мнозина на различни информации. Оваа вештачка мозочна мрежа потоа ќе проба да ги резонира информациите преку учење на претходни грешки и имитација. Резултатот на ова е природната еволуција која што ниеден човек не би можел да ја програмира мануелно. Со други зборови, машината ќе се учи себе си нови работи и пропатно ќе ја isfrли во употреба човечката контрола. Од тука доаѓа прашањето: ако ја програмираме машината како некомпетентна, кој ќе спречи вештачката интелигенција да ја препознае таа грешка, да превземе контрола и да почне поново? Не знам за вас, ама фактот дека овој концепт е теоретички возможен ме прави поуплашен во споредба со предмерку кога не бев запознат со ова. Затоа што, како можеме ние да контролираме нешто што е попаметно од нас? Тоа ќе биде како рој мравки да проба да собрате на човечка особа. Едноставно е невозможно. Еве една аналогија. Како можеме ние како луѓе да им објасниме на животните зашто ги уништуваме нивните домови во природата со цел да изградиме патишта, згради, куќи или да цепеме дрва за огрев? Одговорот на ова прашање е сличен со одговорот на хипотетиката која ќе се понуди ако машините во нивна се однесуваат како нас и почнат да прават некои работи кои ќе бидат исто толку неверливи за нас како што се работите кои ние им ги правиме на животните. Оваа аналогија не представува потенцијална закана на насилство, туку губиме и на чувството за контрола и целосно познавање на работите кои ми можеле да следуваат. Со други зборови, нашето познавање и моќ ќе бидат на многу ограничено ниво за разлика од она на вештачката интелигенција. Ако претпоставиме дека максималната употреба на вештачката интелигенција е возможна, тогаш знаеме ли кога ќе пристигне?
Може би ќе дојде порано од очекуваното, затоа што многу проекции покажуваат дека тоа би можело да се случи помеѓу 3 до 6 декади од сега. Така да до крајот на овој век. Но ова се само проценки. Никој не знае сигурно. Никој не може да погоди нината. Едноставно не знаеме.